Избори 2014. Од диаспората за гласање се пријавија околу 24.000 граѓани, а еден од тројцата пратеници беше избран со само 800 гласа. Годинава за предвремените избори се пријавиле околу 20.500 гласачи од диаспората, но овој пат трите изборни единици се споени во една и прагот за избор е многу повисок, околу 6.500 гласа. Пријавувањето за гласачите од диаспората заврши на 11 ноември. Граѓаните кои што сакаат да гласаат во земјата каде што се на привремена работа или престој, требаше да поднесат своерачно подпишана пријава во дипломатско-конзуларните представништва или преку оваа веб апликација на Државната изборна комисија. Но зачудувачки, токму преку оваа апликација на Државната изборна комисија, илјадници македонски граѓани од различни делови на светот наведувале една иста имејл адреса за контакт со ДИК. Например, дури 2429 граѓани од диаспората ја оставиле имејл адресата diaspora@outlook.com како адреса на која може да ги контактира Државната изборна комисија. Од нив 874 пријави се за гласање во амбасадата во Берн, 349 во Рим, 190 во Виена. Корисникот на овој имејл не е познат, но со истиот слоган кој во превод од албански значи диаспората гласа: кадри на владеачката дуи по социјалните мрежи повикуваат на масовна излезност на албанците во диаспората. Но ова не е единствениот интересен пример. Од пријавите на гласачи во Рим вкупно 38 пати, апликантите за контакт ја навели адресата dui_kичево@yahoo.com. И покрај нашето инсистирање, од Дуи не добивме коментар. Иста имејл адреса за контакт elenovskiskok@gmail.com е оставена во 720 пријави за гласање во конзулатот во Венеција, а околу 800 пријави за Њујорк ја навели адресата izboridekemvri@gmail.com. Како се случило вакво групирање од граѓани што живеат на различни страни на светот? За Државната изборна комисија нема ништо спорно. За Државната изборна комисија самата имејл адреса не представува спорен запис во пријавата. Доколку останатите податоци се коректни, Државната изборна комисија согласно законските прописи е должна да постапи по тие пријави, односно да ги разгледа, истите да ги прифати доколку се со соодветните документи поднесени или да ги одбија доколку не се. Доколку сите тие граѓани одлучиле дека за нив подобро би било да искористат една иста имејл адреса на која што ќе пристигнат решенијата, тогаш Државната изборна комисија ги разгледува пријавите само врз основа на податоците и приложените документи. Посочените имејл адреси не се единствените сомнителни. Можеби уште попроблематични се примерите во кои за контакт со ДИК се наведени официјални имејл адреси на амбасади и конзулати на Македонија по светот. Конкретно 913 граѓани што се пријавиле за гласање во конзулатот во Мелбурн, како адреса ја навеле melbourne@mfa.gov.mk. Во 523 пријави е оставена електронската адреса на македонската амбасада во Канбера, Австралија. Во неколку десетици пријави се наведени имејл адреси на македонските дипломатско-конзуларни представништва во Берлин, Љубљана, Париз, Берн. Како е можно по неколку стотици македонски граѓани во странство да навеле за контакт официјални имејл адреси на македонски конзулати и амбасади во светот? Зошто тоа не го направиле од своите приватни имејл адреси? Дали е можно некој друг да пријавил во нивно име? Од МНР не добивме одговор за тоа дали македонските дипломати ја злоупотребиле својата положба и извршиле групно пријавување. Изборниот законник и упатството на ДИК нормираат дека пријавите за гласање кои лично биле поднесени во конзуларните представништва на Македонија во странство се препраќаат до Министерството за надворешни работи во Скопје. Од таму во печатена форма се доставуваат во Државната изборна комисија. Ниту законот, ниту упатството не предвидува директна имејл комуникација меѓу конзуларните представништва и ДИК. За Државната изборна комисија легалната страна е задоволена. Доколку некој граѓанин смета дека подобро за него е решението за одлучување по неговата пријава да го добие на имејл адресата на амбасадата, каде што тој ги остварува своите права како државјанин на Република Македонија или пак нема сопствена имејл адреса, во тој случај Државната изборна комисија не гледа ништо спорно во целата постапка.
Од ДИК сметаат дека никој не може да го оспори гласањето од диаспората, бидејќи апликациите се прифаќани согласно законските критериуми. А дали во критериумите е заборавен важен аспект за да се спречи партиско и владино влијание врз гласачите и процесот? Тоа е друго прашање. Синдикатот на Македонската дипломатска служба, како и пред изборите во 2014 алармира за злоупотреби во диаспората. На Facebook страницата Македонци во Франција, иселениците биле поканети да присуствуваат на литургија на која представници од Македонската амбасада се понудиле да го направат пријавувањето за гласање во нивно име. Државен службеник од Министерството за култура, кој што отишол со партиско руво, имал можност во просториите на амбасадата да се сретнува со членови на диаспората и да ги убедува да гласаат. При тоа, за жал, останува впечатокот дека тоа го правел по истата линија, дека не ни треба албанец за представник од диаспората, туку треба да избереме горд македонец. Следствено, ако може тоа така да се случи, зар не можеме да се посомневаме дека и самото избирачко место, а тоа е амбасадата во Париз, нема да биде злоупотребено за некакви партиски цели. За Тодоровски неспорна е партиската позадина во организирањето на диаспората во пресред на изборите. Политичките партии на власт направија напор да ги мобилизираат членовите на нашата диаспора да гласаат на овие избори, меѓутоа и тоа во еден лимитиран делокруг. И посебно беше драстично што во почетокот имаше многу мал број пријавени гласачи за овие избори, кои нагло ја преминаа она црвена линија која им овозможува на партиите да се избере пратеник од редовите на диаспората. Диаспората гласа на 10 декември, еден ден порано од граѓаните во земјава.